Добро утро. Денеска на линк разговараме со Данчо Димков, председател на Асоциацијата на менеджмент консултанти МКА 2000. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро. Ви благодарам што ме поканивте. За почеток ќе би сакала за нашите гледачи да објасниме малку за какво здружение станува збор, бидејќи ова е здружение нели на консултанти и кои се придобивките од истото. Да, значи МКА е Асоциација на менеджмент консултанти и е регистрирана како невладина организација уште од 2000 година. Значи веќе 21 година функционира како здружение со примарна цел за поддршка на менеджмент консалтингот во Македонија. Значи како невладина организација кај нас членуваат менеджмент консултанти и наша главна цел е лобирање и поттикнување на менеджмент позицијата, односно на менеджмент консалтингот во Македонија и пошироко. Колку е разработен како поим и како стратегија менеджмент консалтингот? Па, интересно, разработен е во поново време се повеќе и повеќе, значи се повеќе консултанти се појавуваат моментално на пазарот и кога зборуваме за менеджмент консалтант, најчесто се размислува дали знаеш бизнис план или стратегија, а сега веќе ние бар малку ја прошируваме дефиницијата каде што викаме менеджмент консултант е консултант кој што знае да му помогне на менеджментот во една компанија со цел или подобро да работи, или да открие нови пазари, или подобро и поефикасно да ги искористува ресурсите, или пак подобро да го организира тимот во компанијата. Така, има ли никакви предуслови или критериуми кои се може да биде менеджмент консултант? Па, официјално секој може да се само декларира како менеджмент консултант, а меѓутоа, како консултант се подразбира дека треба да имаш и некакво значително искуство во одредено поле на специјализација, меѓутоа од друга страна треба да имаш и некакво академско знаење за системи, процеси, логички рамки и размислувања. И сега, на светско ниво постојат и сертификати со кои што како менеджмент консултант можеш да се сертифицираш и да искористам оваа прилика да кажам дека МКА 2000 е всушност единствената организација во Македонија која што може да сертифицира за CMC, што значи сертифициран менеджмент консултант. И како сертификација таа постои повеќе од 20 години на пазарот, на светско ниво ја издава ICMCI, кратенка од Асоциации на консултанти на светско ниво. И МКА 2000 е единствена акредитирана тело што може да го издава тој CMC сертификат. Тешко ли се доаѓа до овој сертификат? Па тешко. Како консултант нема тешко или лесно, значи има или го знаете или не го знаете. Значи има целосен процес во кој што има и критериуми што треба да ги исполните, значи низ призма на практично искуство, колку време сте биле како менеджмент консултант. И тоа сето во подготвителниот процес, меѓутоа потоа треба да се изработи еден студија на случај каде што треба да се бране пред комисија, пред веќе сертифицирани менеджмент консултанти. И со тој студија на случај вие треба да покажете дека го имате искуството, компетенциите и вештините за да го добиете тој стекнат сертификат CMC. Така, господине Димков, би сакала да ве прашам и околу тоа што представува консултантот за една фирма. Доколку една фирма се реши или да побара стручно менеджмент консултирање, колку тоа ќе придонесе во унапредување и во развој на самата фирма? Да, значи компаниите имаат потреба од консултанти. Значи, од една страна е тоа што некои компании одлучуваат сами да откриваат светови па да ги прават сите грешки на свој грб, меѓутоа како консултант, како менеджмент консултант може да добијат помош, односно како компанијата да се преструктурира, како да искористи некои нови можности на пазарот или пак да му се помогне на компанија да добие нов пристап до финансии. Мислам, има сега и многу повици и тендери и можности за компаниите како може да добијат надворешни финансии или пак во склоп на Македонија. И како сами не сум сигурен до кој степен компаниите, односно менаџерите на компаниите, можат сами да ги искористат тие можности. И во тој случај најлогички е кога заглавуваш во одредено поле да ангажираш надворешен експерт на тоа поле, односно консултант кој што од една страна би те водел низ процесот, меѓутоа од друга страна има еден трансфер на знање со што менаџерот станува подобар во работењето. Скапо ли е да се ангажира консултант? Па скапо. Скапо е релативна работа, у зависност од која е вредноста што се добива. Доколку добиеш можност да пораснеш приходи или да добиеш нови пазари кои што би ти ги дуплирале приходите, тогаш консултантска дневница не би била ни битна колку би била. А моментално има
доста консултанти во Македонија, значи цените се уште не се толку регулирани, бидејќи цената е секогаш диктирана од колкава е вредноста што ја даваш на клиентот, меѓутоа и од друга страна и колкава експертиза носи со себе. Живееме во време на пандемија веќе цела година. Ние се наоѓаме моментално во вашите простори, каде што забележавме дека освен вас нема друг никој, така што сите работите од дома. Меѓутоа, друго ми е прашањето, колку во време на криза, економска криза и пандемија е лесно или тешко да се функционира во овој бизнис? Па, искрено, сега ова е малце како дилема, зашто од една страна компаниите сега имат најмногу потреба од поддршка, дали од консултанти, дали од државата, дали од совети, бидејќи многу компании беа принудени да се дигитализираат за време на короната. Мислам, сега и сите вработени кај нас се моментално по дома. И должност е на нас, како менеджмент консултанти, да пробаме да му помогнеме на компаниите сега во овој тежок период, бар со насоки, дали со совети, да не се прават многу грешки сега во овој период на дигитализација. И од друга страна пак сега и буџетите на компаниите значително се намалени, бидејќи за консултанти сепак треба да се има и буџет. Меѓутоа сега тука иде и етичката дилема каде што ние како консултанти пробуваме се што е во наши сили да му помогнеме на компаниите со цел да заеднички да ја премостиме оваа криза. Така, би ве прашала некаде пред крајот на разговорот, има ли пат во побарувањата оваа година во споредба со минатите години или не влијае тоа многу? Па искрено немаше некој поголем пат, а сега кога зборуваме менеджмент консултанти зависност во кое поле, меѓутоа компаниите се уште бараат консултанти за совети за различни полиња за како да растат, а од друга страна па многу компании бараат совети за како да преживеат. Значи сега веќе не е за колку посто ќе пораснам како компанија на месечно или на годишно ниво, туку сега повеќе е сведено како да не дозволам и мојата компанија да биде една од тие што згасна за време на кризава. Така, тоа се долгорочни планови кои што вие како консултанти им ги давате, совети, како тоа изгледа? Па се зависи од што е клиентот и какви потреби. Значи сега има и различни програми моментално во Македонија. Знам дека UNDP имаат една програма за консалтинг каде што се како quick fix, како брзи решенија, во која што во неколку часа пробуваат да ангажираат консултант за тебе за да може да ти помогне. А пак има компании кои што, не знам, во рок од неколку месеци нема да имаат доволно приходи за да може да си покриват трошоците. Од друга страна пак има индустрии кои што цветаат сега за време на корона, дали се онлайн продавнички, дали е производство храна, мислам индустрии или пак дигиталните услуги, како што се софтверската индустрија и дигиталните маркетинг агенции, тие па сега за короната експоненцијално почнаа да растат. Така. Некаде сме пред крајот на разговорот, јас ќе ви заблагодарам за издвоеното време. Се надевам дека овој бизнис со консултантски услуги понатаму ќе расне и ви посакувам успех на вашата позиција. Да, ви благодарам што ме поканивте. За сите што се заинтересирани може да го проверат нашиот сајт mk2000.org.mk, каде што може да добијат повеќе информации за менеджмент консалтингот, нашата листа на членови која што е составена од менеджмент консултанти и доколку се некој вид на менеджмент консултанти, можам да ги поканам да ни се придружат за заедно да го растиме менеджмент консалтингот во Македонија. Уште еднаш ви благодарам. А ние со ова го завршуваме и денешното вклучување во утренски брифинг.